Иако со нетрпение го очекуваат почетокот на продажбата на нејзиниот нов наследник, италијанците не сакаат да се простат од Ланча Y. Тешко е за верување, но малиот градски автомобил кој наполни 14 години постигнува исклучителни продажни резултати. Според статистиката за него во првиот квартал годинава се одлучиле 13.000 купувачи, со кои тој стана најдобро продаван градски автомобил. Посебно силен беше март, кога беа пласирани скоро 5000 примероци, кои го направија се вкупно трет најпродаван автомобил на италијанскиот пазар. Моделот која спаси марката од заборав треба да остане во понуда уште неколку месеци, доколку нешто не се промени, како што е случај со Fiat Panda или поново Pandina. Имено, во пресрет на представувањето на нејзиниот современ наследник, Stellantis одлучи да и го продолжи животниот век, и тоа по втор пат. Најпрво, место во 2026-та, како што беше планирано, се одлучи таа да остане во понуда една година повеќе. За сега, низиното испраќање во пензија да се одложи до крајот на деценијава. Како и Ланча Y, и овој модел добро е навлезен во својата старост, представен е во 2011 година. Освен недвосмислената љубов на италијанците кон овие возила, најголема заслуга за продолжувањето на нивниот живот има одложувањето на построгите еколошки норми.